Власта е исплашена од работниците и на секој можен начин се обидува да го оневозможи слободното синдикално организирање. Исплашена е зашто не направи ама баш ништо за подобрување на нивниот стандард. Партиските кадри на СДСМ во Елем начело со Драган Миновски вршат притисок врз вработените да пристапат во синдикатот под контрола на власта. Стои во писмото од Европската конференција на синдикати до Елем. Раководството на Елем повеќе од 4 месеци не му префрла пари на самостојниот синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија и го блокира неговото нормално функционирање. Раководството на РЕК Битола неосновано ги одзеде просториите и документите на постојниот синдикат и даде на користење на нивниот синдикат, кој се формира по директива на новото раководство. Ова се само дел од притисоците со кои се соочуваат синдикатот и вработените во Елем. Во ова писмо упатено од генералниот секретар на Европската конференција на синдикати Јан Вилем Гудријан, во раководството на Елем и генералниот директор Миновски се апелира да запрат притисоците врз синдикатот и работниците. Европската конференција на синдикати упати 4 јасни барања до раководството на Елем со цел гарантирање на непречено синдикално организирање. Прво, да даде јасна и недвосмислена изјава дека нема да се меша во работите на синдикатот. Второ, да овозможи независна истрага која ќе биде спроведена од страна на Меѓународната организација на трудот и европските и светските синдикални издруженија. Трето, да обезбеди простории и документација во сопственост на синдикатите, онаа што им беше земена да биде вратена на истите. Да го почитува самостојниот синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија и да преговара со синдикатот за да најде решение за негово функционирање. Ова е недозволиво однесување на власта. Властите се изживуваат со над 4000 вработени во ова предпријатие. ВМРО ДПМН го повикува директорот на Елем да понесе одговорност за случајов и да си даде оставка. ВМРО ДПМН апелира власта веднаш да престане со притисокот врз вработените и синдикатот во Елем. Правото на синдикално здружување е уставно право и граѓаните никој не сме во тоа да ги попречи. Благодарам. Прашање некој да има? Повелите. Како коментирате истражувањето кое денеска го објави БИР во врска со сомнителната набавка на шкоди од страна на МВР? Во однос на овој скандал се произнесовме како партија со пресконференција, мислам дека ноември минатата година. Се работи за сериозен скандал кој што мора да се расчисти до крај. Се работи за набавка на околу 40 возила во вредност од 1 милион евра, кој што под крајно сомнителни околности неорганизирана јавна набавка, туку е доделен во 4 очи, и тоа на фирма донатор на СДСМ од Куманово. Така да ги поздравувам медиумите за тоа што се интересираат за овој скандал и се надевам дека ќе биде расчистен до крај.